Добар ден, почитувани гледачи, со мене Сергеј Варошлија во уште едно издание во Студио 1 на темата мода. Деновиве во свет се случуваат многу новитети. Се пласираат колекциите веќе за 2019 година. Така да, како прилог број 1 и фотографии ќе погледнеме што од светските гиганти, модни гиганти, ни пласираат како кампања или како иден тренд. Го имаме Балман, односно креативниот директор на Балман Оливер Рустин, кој што форсира еден релативно летен изглед, црно-бели комбинации на пруги или на штрафти, разноразно искомбинирани, некогаш како сукња, некогаш како мајца, кардиган, сето тоа е изработено од најпрефинет и најфин материјал. Мене исклучително оваа мода многу ми се допаѓа, љубител сум на пругите, така да за овој летен лук би им го препорачал на сите. Не е битно дали ќе одберете тегет со бело, дали ќе одберете сиво со црно или црно-бела варијанта. Морам да кажем дека ова е малку по екстравагантна комбинација, не е толку секојдневна, меѓутоа секогаш линиите за летно време, односно пругите се ин. Модната куќа Лабутан дефинитивно ги форсира и ги пласира на конзумерите чевлите што се изработени од така наречено ПВЦ или пластика или како и да е, за да може да одите боси во нив или да менувате чорапи или чарапи, меѓутоа тоа да изгледа добро и да изгледа креативно. Во овој случај целата кампања е изработена многу младалачки, многу кул, многу урбана, минималистички аутфит за акцентот да биде паднат на чевлите. Повторно станува збор за истата кампања. Вака се прави кога се мешаат тренерки или така наречени дуксови или онаа спортска гардероба или чорапи на нозе со соодветни чевли. Значи, ова вие го препорачувам на сите помлади што се во тренд да го одберат овој изглед и за летото и за идната сезона, заради тоа што изгледа многу добро, меѓутоа внимавајте за ова да не направите една тешка модна катастрофа. За ова треба да имате исклучително многу вкус. Модната куќа Баленсијага, еден од моите фаворити, го форсира колорот, дефинитивно. Обрнете внимание на чизмите, кои се при тоа рачно сликани, на кошулата или што и да е тоа што е врзано околу струкот во таа неон жолта боја и на меко плава лаванда машка кошула. Целата таа сценографија ми личи, сценографијата на фотографијата, атмосферата ме потсеќа малку футуристички како од некој филм, меѓутоа како кампања многу ми се допаѓа природен мејкап со природна коса и акцентот дефинитивно е удрен на тој колор кој ќе дефинитивно ќе се провејува низ текот и на ова лето, меѓутоа веројатно и на идната сезона. Ова се колекциите за 2019-та. Модната куќа Барбери, како и по обичај, имаат една линија што се малку old school, имаат некоја си модерна линија. Ова е од линијата што е old school, го имаат тој нив класичен принт, во тоа едно халинче или фустанче, кое што е искомбинирано со соодветни чевли и со соодветни чорапи на нозе. Вака се прават чорапи и чевли. Природна коса, природен мејкап, апсолутно ин и многу трендовски. Комбинација за секој ден добитна. Ја имаме Кейт Бланшет во креација на Стела Маккартни во жолт смокинг, мој фаворит дефинитивно, исто како црвеното и жолтото е исклучително трендинг. Искомбинирано е палтото со елек и со соодветни панталони. Кейт изгледа прекрасно со црвениот кармин и таа плава коса која што е накршена на таласи. Кога мислам на таласи, мислам на таква фризура, кога мислам, а не мислам да кажам локни, значи погледнете го ова, тоа е тој модерен изглед на фризура и исклучително се ин женските смокинзи. Не е битно дали се црни, жолти или црвени. Многу е тоа ин и трендинг. Алесандро Мишел за Гучи повторно оди на спојување на се што е можно во едно парче,
и е, морам да кажем, гениален како го прави тоа. За да си играте со ваква работа и да ставите се на едно место, од камења до принтови, до полесни материјали, до технолошки напреднати материјали, наочари, разни форми на фризура, дури и играчки, треба да сте многу гениални, многу креативни и треба да имате сериозен став и сериозен пристап спрема модата. Така да за Алесандро Мишел браво, Гучи е еден од топте 3 трендинг гиганти во моментот. Да видиме следна фотографија. Ретко кој може да си го дозволи овој изглед, заради тоа што имаме многу везови, многу рачна изработка, многу принтови и многу детали. Кој ќе се одлучи на оваа варијанта, мора да ја има вистинската креација. Ова не се копира. Можете да земете детали, како црвената ракавица или лилаковата торба и наочарите да го искомбинирате по ваш некој стил, меѓутоа сето друго да биде минималистички. Меѓутоа додека го пробате да го копирате она што го имаат на себе или тие фризури, тогаш дефинитивно нема да успеете. Сепак ова се кампањи на предстоечките трендови, така да внимавајте во овој случај, иако е ова се гениално. Донателла Версаче, односно модната куќа Версаче, продолжува со форсирање на трендот од 90-тите или необарокот. Во овој случај имаме Джиджи Хадид во така наречен кетсјут или одело, кое што е во мултиколор отсликано. Ова у суштина е нешто што е како хулахопка, меѓутоа се облака по целото тело, искомбинирано е со црвени чевли, високи подпетици, косата мора да е исклучително природна и мејкапот мора да е натурален. Ова не трпи агресивен мејкап. И повторно ќе кажам, оваа варијанта на кетсјут или на одело мора да сте, ако не сте Джиджи Хадид, морате да имате една перфектна линија на тело која што бара да изгледате буквално вака. Со светските дизајнери ќе продолжиме утре, да видиме што остатокот ни пласираат, бидејќи ги има во голем број, меѓутоа што се случуваше на домашната естрада деновиве, да погледнеме. Ја најдов Дани Димитровска. Морам да ви кажам дека исклучително многу ми се допадна. Како што гледате, многу лепи до претходните трендовски изданија и она го користи колорот, меѓутоа го користи на вистински начин. Внимавајте со колорот, слушајте ме што ви зборувам, не смеете да го употребувате ако не знаете како. Дани дефинитивно знаела како да го акцентира и каде. Многу ми се допаѓаат чевлите, ми се допаѓа што е боса на нозете и ми се допаѓа тоа боди или кошула во колор или флорален дизајн како и да е. Косата е апсолутно совршена, трендовска, мејкапот е природен, ја истакнува незината убавина и во случајот мејкапот има својата примарна функција како корективна алатка да го истакне она што е најубавото од нејзе. Така да морам да кажам дека за Дани ова е една добитна комбинација и слободно треба да го форсира и да го тера овој стил барем летово. И ја имаме Лила, повторно нашата модна инфлуенсерка. Ова е кај нас во телевизија кога снимаше Вечер со Тијана. Облечена е исто така во бел смокинг, искомбиниран со шорцеви, накид Сваровски кристали од Долче и Габана и сандали од Алдо. Лила изгледаше совршено, како и секогаш, заради тоа што Лила е секогаш отворена за соработка, сака да го даде најдоброто од себе и го добива најдоброто. Во прилог на фотографијата сакам да ви кажам како изгледа кога се спремаме со Лила за нешто што ни е специјално. Нас ни е скроз лилесто. Ние и работиме, и се дружиме, и се забавуваме, и за тоа го даваме секогаш најдоброто од себе. Да, и сакаме дијаманти, и сакаме светни угасни. Погледнете како она изгледа. Па нели е прекрасно? Така е, Shine Bright Like a Diamond. Да видиме што ќе ни каже Мерлин Монро на ова. Така е, и на Мерлин се бендисуваат тие камчињата на Лила што и светкаат.
Пред да се одјавам, сакам да се извинам, односно да го пуштам ова. Да ви се заблагодарам пред се на сите добронамерни критики кои ги добивам од вас, кои ми се обраќате, ме поздравувате и слободно пишувајте ми и давајте ми предлози, давајте ми критики. Пред неколку изданија ја покажав оваа фотографија и наместо Алесандра Амброзио реков Адриана Лима, и што реков Адриана Лима, реков дека облечена у Баленсијага. И јас погрешив, сега кој греши, пола му се простува, како викаат, станува збор за Алесандра Амброзио, која е облечена во Версаче. Знаете како, драги гледачи, во лайв програма се е можно и се случува. Така да, моја грешка е да се исправам и да се извинам заради тоа што погрешив. Кога сум погрешил, сум погрешил. Еве, и ќе се коригирам. Да не ми замерувате, бидејќи добив неколку критики заради ова. А кога сум погрешил, јас сум свесен за истото. Али морам сега да ја исклучам и да се јавам на Анџелина да видиме што она ќе каже за мојава грешка. Ова може и некој ден мене со рогови тука да ми се појави. Ке ви се заблагодарам за вниманието. Јас ке се одјавам, се гледате со мене повторно утре на истата тема мода во Студио 1 во истото време. Имајте убав остаток од денот.